Данче, добър ден. Добър ден. Шокраната, как сте? Добри сме. Добри сме. Вие? Интересни приказки кажуваш, редки приказки. От кой учиш най-много тия? Изгледа родителство, много давно, още бех маленка, съм била може на 2-13 години. Дета бех още. И има слушани така, некак в главата ми са врежени. Ludo mlado, momelaži, so dva džeba, momelaži, so dva džeba. Много ги засака в народните песни, съдържината, мелодията и сакав и аз да си ги пея, меѓу това повеќе ме привлекуваше съдържината. Например, мама ја пееше песната за Георги Грозникот. И мала майка, имала 9 сина невени, 10 Георги Грозникот. И аз като дет се прашувах каква е тая майка, што може едното дет да го отделя от други деца. Така си го поставя како прашање и не најдов одговор. И ден денеска немам одговор на това прашање. И започнам да собирам после набавката на овој на магнитофон, бидејќи без техничко помагало не можеш да записваш песни. Овој магнитофон ми го донесе брат ми Костадин од Германија и брат ми Никола, кој во тоа време работеа таму. Костадин веќе не е меѓу нас, тој е мртв, Бог да го прости. Арна ми остана овој спомен, што е пред 52 години донесен. Денеска сме 23 август 2021 година, вторник. Се наоѓаме во село Петралинци, во домот на фамилијата Станоевски. Данчето Становевска денеска ќе ни каже неколку приказки, ама прво да ги земе основните податци. Точното име, Данче или Даница? Не, јас сум Јордана. Јордана. Становевска. Oj vojniče, vojniče, oj vojniče, vojniče, kade si vojuvalo, kade si vojuvalo. Па има една поговорка, вика човек лесно ќе го разплачеш, ама тежко ќе го накараш да ти пее песна. Јас сметам дека ова е многу битно прашање и можеби круцијално прашање во сета ова работа, бидејќи информаторите се една од најбитните алки на собирачката дејност. Јас се чувствувам гордо пред се. Моето достоинство на тој начин пораснува, мојот лик се збогатава и јас сум многу на еден начин среќен што доживеав за време животот да се направи симпозиум. Министерството е доста шкрто, може многу има побарувања, ама јас за приказните 3 пати бех, 4 пати одбиван под мотивација дека не најделе национален интерес. А што ќе најде национален интерес во приказната, таму нема ни во која држава се случува дејството, нема ни партии, нема ни градови, па дури ни имиња немат јунаците. Значи тоа е се воопштено. Тоа е толку убаво кажано, значи човек да му мерак да ги чита и да не чувствува страх дека ќе пропадне на една или на друга страна. Не само во компјутер, уште лежите и во лентите. Ја, например, лазарските песни што ги слушавме, снимани се пред 40 години скоро. Уште не се ни обработени. Сакам најпрво да издадам фолклора во село Робово Стромичко. Много благодарам на... Нема шо, Много се благодарам убаво. за се,
Живи и здрави да сме, да се видиме. До години, исто и Ајде, вие, ајде до намерење. пријатно.